Јавното обвинителство не постапувало по допрен глас, бидејќи не секогаш постои криминал за се она што медиумите и партиите обвинуваат. Полицијата требало да истражува и да поднесува кривични пријави. Дел од правната фила не се согласува со овој став на обвинителите. Според нив, обвинителството е тоа кое треба прво да реагира, а не да се вадат на полицијата, па кој ќе издава наредби. Како институциите ќе постапат ако немаат наредба од јавен обвинител, појаснува адвокатот Сашко Дуковски. Па тешко на онаа држава која што обвинителството чека да полицијата му поднесе кривична пријава. Според член 2 од Законот за јавното обвинителство, тоа е како државен орган должно да ги гони сторителите на кривични дела. А обвинителството издава наредби и постапува секогаш за откривање на сторители на кривични дела и нивно секако процесуирање. Што треба да чека обвинителството? Еден убав сончев ден да полиција му поднесе кривична пријава. Ако не поднесе кривична пријава, што тогаш ќе се случи? Милионскиот тендер на фирмата Eurovia, што ја подготви салата Борис Трајковски за министрите на ОПСЕ, надзорот на автопатите Бехтел и Енка, Кабел виновник за пожарот во кој загинаа 14 луѓе во Тетовската модуларна болница. Ниту еден коруптивен скандал не го разбуди обвинителството, го разбуди црната листа на САД и апелот на амбасадорката Анџела Агелер до истражните органи да го проверат сомнежот за криминалот на Артан Груби. Челникот во обвинителството Љупчо Куцевски заедно со шефот на организиран Исламабази и шефот на Скопското обвинителство Гаврил Бубевски тврдат дека постапуваат по допрен глас. Куцевски има неверојатно објаснување зошто на некои истраги обвинителството добро слуша и гледа и не им се потребни кривични пријави, а зошто за некои коруптивни скандали молчат. За пример го даде и влегувањето на обвинителството во Министерството за финансии. Како што појасни, по 2 недели од доаѓањето на новата власт, двајца обвинители влегле во финансии. Било потребно да се запленат компјутерите и не го сториле тоа за да не ја блокираат државата. Тогаш ја објаснивме на министерката што е институтот допрен глас и беше укажано за начинот на кој можеме да постапиме. Министерката кажала на повисоко ниво и толку. Ако постапувавме за 10 минути ќе се блокираше државата. Лесно е политичари, медиуми нешто да објават и кажат, но не секогаш е возможно да се постапи по допрен глас. Државното обвинителство секогаш постапува во рамки на своите надлежности и цени дали има елементи на кривично дело. Сепак, за луѓето од црната листа на САД не им требаат другите институции да отворат истрага. Самите обвинители веднаш постапуваат. За сите од црната листа на САД, Куцевски се пофали дека се отворени истраги и тоа по допрен глас. За градоначалниците Стефче Јакимовски и Рамис Мерко веќе течат судски постапки.